Добре дојдовте во училница на час по математика во втора година гимназиско образование. Јас сум Драгица Петкова, професор во Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски во Гевгелија и ќе ви ја презентирам наставната единица врски меѓу тригонометриски функции од ист агол. Нека е даден првоаголниот триаголник ABC со неговите страни и агли. За првоаголниот триаголник важи Питагорова теорема, тоест а на квадрат плюс b на квадрат е еднакво на c на квадрат. Ако од цртежот 1 побараме синус од остриот агол алфа, ќе добиеме дека синус од алфа е еднакво на а врз c. Од тука, ако ја изразиме катетата а, ќе добиеме дека а е еднакво на c по синус од алфа. Побараме косинус од алфа, тоа е еднакво на b врз c, од каде што b ќе биде еднакво на c по косинус од алфа. Ако замениме во Питагорова теорема, се добива наместо а имавме c по синус од алфа, сето тоа на квадрат, плюс наместо b имавме c по косинус од алфа, сето на квадрат е еднакво на c на квадрат. Пресметнуваме, добиваме c на квадрат по синус на квадрат од алфа, плюс c на квадрат по косинус на квадрат алфа, дека е еднакво на c на квадрат. Ако поделиме со c на квадрат, се добива формулата број 1 во тригонометријата, тоа е врската помеѓу синус и косинус од ист агол и гласи синус на квадрат алфа плюс косинус на квадрат алфа, дека е еднакво на 1. Пример, еве да земеме алфа да биде 30 степени и замениме во формулата број 1, се добива синус на квадрат од 30 степени плюс косинус на квадрат од 30 степени ќе биде еднакво на 1/2 во загради на квадрат плюс квадратен корен од 3 врз 2 сето на квадрат, а тоа е еднакво на 1/4 плюс 3/4, а тоа дава 1, што требаше да се добие, односно да се докаже. Од формулата 1 се добива синус на квадрат алфа ќе биде еднакво на 1 минус косинус на квадрат алфа, а само синус алфа е квадратен корен од 1 минус косинус на квадрат алфа. Ако пак изразиме косинус, ќе добиеме косинус на квадрат алфа, дека е еднакво на 1 минус синус на квадрат алфа. Само косинус од алфа е еднакво на квадратен корен од 1 минус синус на квадрат алфа. Тангенс од алфа од првоаголниот триаголник е еднаков на а врз b. Ако и овдека за а замениме дека е c по синус од алфа, а за катетата b замениме дека е c по косинус од алфа, со средување добиваме дека тангенс од алфа е синус врз косинус од алфа. Слично заменуваме и во формулата за котангенс од алфа, која е еднаква на b врз а. Добиваме дека котангенс од алфа е еднакво на косинус од алфа врз синус од алфа. Во колку овие две формули ги помножиме, ќе ја добиеме основната врска помеѓу тангенс и котангенс од ист агол и гласи тангенс од алфа по котангенс од алфа дава единица. Да видиме сега примена на формулите. Пода имаме примена во пресметнување на вредноста на другите тригонометриски функции, ако е дадена вредноста на една од нив. Задача 1. Дадено е синус од алфа дека е еднакво на 3/5. Треба да се одредат косинус од алфа, тангенс од алфа и котангенс од алфа. Косинус од алфа е еднакво на квадратен корен од 1 минус синус на квадрат од алфа. За синус од алфа заменуваме дека е 3/5 и добиваме косинус од алфа дека е еднакво на квадратен корен од 1 минус 3/5 во загради на квадрат, а тоа е еднакво на квадратен корен од 1 минус 9 врз 25, а тоа е еднакво на квадратен корен од заедничка дробна црта. Во броителот имаме 25 минус 9, во именителот 25, а тоа е еднакво на квадратен корен од 16 врз 25 или 4/5. За косинус од алфа добиваме дека има вредност 4/5.
Сега треба да одредиме тангенс од алфа. Ја применуваме формулата дека тангенс од алфа е еднакво на синус од алфа врз косинус од алфа. За синус од алфа заменуваме дека е 3 петини, додека за косинус од алфа заменуваме дека е 4 петини. Со што добиваме? Дека тангенс од алфа е еднакво на 3 петини врз 4 петини. Двојната дробка ја трансформираме во обична дробка, со што добиваме дека тангенс од алфа е еднакво на 3 по 5 врз 4 по 5, или тоа е еднакво на 3/4 како конечна вредност за тангенс од алфа. Можеме да одредиме и котангенс алфа, и тоа можеме котангенс алфа да земеме дека е косинус алфа врз синус алфа, а можеме котангенс алфа да најдеме преку тангенс од алфа. Котангенс од алфа е еднакво на 1 врз тангенс од алфа, а тоа е еднакво на 1 врз 4 третини, или тоа е еднакво на 3/4. Со тоа се одредени сите други тригонометриски функции. Обидете се да ја решите самостојно на сличен начин задачата 2. Задача 3, која гласи: дадено е тангенс од алфа дека е еднакво на 3/4, се бара синус алфа, косинус алфа и котангенс од алфа. Најпрво и најлесно можеме да одредиме котангенс од алфа, бидејќи котангенс од алфа е еднакво на 1 врз тангенс од алфа. Заменуваме за тангенс од алфа дека е 3/4, со што добиваме дека котангенс од алфа е 1 врз 3/4, а тоа е еднакво на 4 третини. Од друга страна, тангенс од алфа е еднакво на синус од алфа врз косинус од алфа и знаеме дека тоа е 3/4. Можеме да го изразиме синус од алфа, каде што синус од алфа ќе биде еднакво на 3/4 по косинус од алфа. Заменуваме во формулата број 1 и наместо синус од алфа запишуваме 3/4 по косинус од алфа, сето тоа на квадрат плюс косинус на квадрат алфа е еднакво на 1. Добиваме дека 9 врз 16 по косинус на квадрат алфа плюс косинус на квадрат алфа е еднакво на 1. Можеме да извлечеме пред заграда како заеднички множител косинус на квадрат алфа. Во заградата останува од првиот израз, бидејќи косинус на квадрат алфа отиде пред заграда, ни останува 9 врз 16 плюс косинус на квадрат алфа, извлечене пред заграда, овдека останува единица, значи плюс единица. Сето тоа да биде еднакво на 1. Во заградата пресметнуваме и добиваме дека косинус на квадрат алфа се множи со 25 врз 16 и тоа треба да биде еднакво на 1. Само косинус на квадрат алфа ќе биде еднакво на 16 врз 25, или само косинус од алфа ќе биде еднакво на квадратен корен од 16 врз 25, а тоа е еднакво на 4 петини. Од кога ја најдовме вредноста за косинус од алфа, се враќаме во смената, заменуваме за косинус од алфа да видиме што ќе добиеме за синус од алфа. Синус од алфа е еднакво на 3/4 по, наместо за косинусот заменуваме 4 петини, така што за синус од алфа добиваме дека е 3 петини. Со тоа ни се одредени сите барани тригонометриски функции. Обидете се да ја решите самостојно на сличен начин задачата 4. Формулите ги користиме при упростување на изрази, под Б имаме упростување на изрази со помош на основните врски на тригонометриски функции од ист агол. Задача 5, упрости ги изразите под А. Во една заграда имаме 1 минус синус алфа по, во друга заграда 1 плюс синус алфа, што ќе биде еднакво. 1 минус синус алфа по 1 плюс синус алфа. Овдека можеме да ја употребиме формулата од алгебра А плюс Б по А минус Б, односно А минус Б по А плюс Б, дека е еднакво на А на квадрат минус Б на квадрат. Значи, овдека ќе даде дека тоа е еднакво на 1 на квадрат минус синус на квадрат алфа. А тоа е еднакво на 1 минус синус на квадрат алфа, а ова дава косинус на квадрат алфа. Со тоа изразот под А е упростен. Да видиме
изразот под Г, кој гласи синус на квадрат алфа плюс косинус на квадрат алфа, сето тоа врз тангенс од алфа. Треба да уочиме дека во броителот фактички ни фигурира формулата број 1 и дава 1, па тоа ќе биде еднакво на 1 врз тангенс алфа, а 1 врз тангенс алфа ни дава котангенс од алфа. Убедете се да ја решите задачата 5 под Б и В самостојно, применувајќи ги формулите што беа наведени. Примена на формулите во докажување на идентитети. Задача 6. Да се докажат идентитетите. Ќе го разгледаме идентитетот под В, кој гласи синус на четврто од алфа плюс синус на квадрат по косинус на квадрат алфа плюс косинус на квадрат алфа дека дава 1. Означуваме лева страна од идентитетот и десна страна од идентитетот. Тргнуваме од едната страна, со употреба на формули треба да стигнеме до десната страна, до другата страна. Во овој случај ние ќе тргнеме од левата страна, која е еднаква на синус на четврта алфа плюс синус на квадрат алфа по косинус на квадрат алфа плюс косинус на квадрат алфа ќе биде еднакво на. За првите два израза, заеднички множител пред заграда е синус на квадрат алфа. Во заграда ќе остане. Од првиот собирок останува синус на квадрат алфа, плюс од вториот собирок, ова отиде пред заграда, останува косинус на квадрат алфа. Додека вториот косинус на квадрат алфа го препишуваме. Во заградата се добива формулата број 1 и дава 1, со што ова ќе биде еднакво на синус на квадрат алфа плюс косинус на квадрат алфа, уште еднаш ова е формулата број 1, а тоа е 1, а тоа е десната страна, што требаше да се докаже. Обидете се да ги докажете останатите идентитети. Кога формулите од алгебра и тригонометрија се употребуваат повеќе пати, побрзо и ќе се запаметат. Бидете трпеливи и упорни во решавањето. Ви благодарам за вниманието.